35 години СКМ СДСМ, од наследници на комунистите до државотворна партија, од левица до јадро на новите предприемачи во лига со олигархиската матрица. Социјалдемократите со ВМРО ДПМН се основоположници на македонската суверена самостојна држава. Другото допорва ќе се отвара, како досие за стагнацијата на социјал-економскиот животен век. Во ово издание на Тренинг соговорник е Венко Филипч, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов и благодарам поканата. Господине Филипче, Глигоров беше број 1, Црвенковски авторитет без забелешки и како премиер и како председател. Зоран Заев со вртоглава политичка храброст успеа да ја деблокира македонската зачмаеност. Дали од тогаш па наламу Социјалдемократскиот сојуз го загуби епитетот на државотворна партија? Не може да го загуби, затоа што тој не е само етикета. Тоа е работа, тоа се политики, тоа е учество во изградба на државата и добро споменавте, уште во бившата држава и после 91 година, кога Социјалдемократскиот сојуз практично учествува од носењето на првиот устав. Понатаму една од подписниците е партијата на Охридскиот рамковен договор после воениот конфликт во 2001 година. Во 2005 година доаѓа почетокот на процесот на преговори со Европска унија, па Преспанскиот договор, што е решение на повеќе децениски проблем кој што заклучно со тој момент не држеше во место. Со Преспанскиот договор станавме членка на НАТО, но една многу битна работа, паралелно на тој процес, после изборите 2016-17 година, се разбуди општеството. Беше ова блокирана држава и беше режим. Истото со што сега се соочуваме, истата парадигма која што тогаш ВМРО ДПМН ја користеше и имплементираше во раководењето на државата под раководство на Никола Груевски, сега практично го прави Христијан Мицкоски. Што е разликата меѓу ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски и актуелното ВМРО ДПМН со Мицкоски? Да напоменам дека во времето на ВМРО ДПМН со Груевски вие бевте советник во кабинетот на Никола Тодоров. Да, меѓутоа никогаш не сум бил политички. Сум бил стручен. И се гордеам со тоа. Зошто? Затоа што вие како корисник на здравствени услуги знаете што значи да се има добра експертиза во здравството. Знаете што значи да нови методи се имплементираат во здравството. И како советник на министерот Тодоров, за кој што жалам што веќе не е политички во ВМРО ДПМН, поради тоа што имаше една храброст политичка да соработува со експерти од различна политичка провиненција, што тогаш тој како го менаџирал во рамките на партијата, не знам. Меѓутоа, како стручен советник, со помош на едукацијата, која што и лично сум вложувал време, енергија, направивме да нашата клиника ја ставиме на европската мапа на институции и клиники кои што имплементираа во тоа време, тоа беше 2014, 15, 16 година, целосно нови методи. И јас се гордеам на тоа, на таа моја работа. Ако сакате Филипче, само да го расчистиме заради тоа што гледам дека сакате да ставите во некоја друга конотација тоа. Сакате да кажете дека јас сум бил некаков нивни соработник, претпоставувам. Но тоа не е тачно. Вистината е дека само сум соработувал гледано низ призма на мојата струка. А партиските и политичките определби се истите тие, во кои што тогаш сум верувал и во кои што сега апсолутно верувам. Политиките кои што тогаш ги имплементираше и носител беше Зоран Заев. Истите политики. Истиот концепт на борба против режим го имплементирам ја сега. Прашавте што е разликата помеѓу ВМРО ДПМН на Груевски и ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски. Нема разлика. Иста организирана криминална група. Луѓе кои што го зграбчија државниот буџет, излажаа дека ќе се борат за националните интереси, дека ќе го вратат името, дека ќе подобрат преговарачката рамка, дека ќе поништат договорот за добро соседство со
А Бугарија, а што направија? Буквално ништо. Го зграбија буџетот и го користат само да ги плячкаат народните пари преку тендери на своји компании блиски до ВМРО-ДПМН. Господин Филипче, и натаму се декларирате како државотворна партија, меѓутоа како вие ги оценувате критиките и од вашите опоненти, но и генерално од граѓаните кај што велат Социјалдемократскиот сојуз ги распродаде националните интереси со промена на името, дека наводно сте го ставиле под знак прашање идентитетот, јазикот. Добре, кажете вие што е распродадено. И како националниот идентитет некако бил загрозен. Сето тоа е една лажна пропаганда, која што ВМРО-ДПМН благодарение на медиумите под нивна контрола, финансирани од Орбан, и еве сега гледаме како новиот унгарски премиер најавува ревизија на системот на медиуми. Добро. Еве, нема да го споменам и бизнис и бизнисите, тоа е посебна тема, но системот на медиуми под контрола на Орбан најавува ревизија, дека ќе ги укине сите фреквенции на медиуми под контрола на Орбан додека не се расчисти. Кој ги контролирал? Какви вести се ширеле? Како луѓе се дискредитирале? Како се ширела кампања? Само која што служела на поранешниот премиер Орбан. Што се случува кај нас? Исто. Тие медиуми, огромен број на портали, една телевизија, јасна дистинкција правам помеѓу таа мрежа на Орбанови медиуми, која што е во служба на ВМРО-ДПМН тука, и другите медиуми, како вашиот медиум и сите други, кои што нема никаква врска, затоа што вие сте репрезент на независното новинарство. Но Господин Филипч, не, само да завршам, извинувам, битна е темата. Но таа мрежа на медиуми, која што ја користеше Христијан Мицкоски додека беше и во опозиција, а ја наследи од Никола Груевски, му помогна со една лажна кампања да наметне мислење кај граѓаните дека некако националните интереси се загрозени. Што се случи со Преспанскиот договор? Се тргна срамната референца. Поранеше Југословенска република, која што сега никаде ја нема. Меѓутоа ветувањето дека ќе влеземе ќе бидеме членка на ЕУ, се согласувам дека не е се испорачено, ама не по наша вина. А сега се и поради геостратешките случувања и ситуациите во Европа променети. Еве видовте вчера е направена работна група која што почнува да го пишува договорот за членство со Црна Гора. Значи има волја за прием на нови членки. Имаме пример за тоа. Да се вратам на темата, дека е загрозен некако јазикот. Како е загрозен јазикот? Ако сме ние во контекст на името на северот на географски регион што се нарекува Македонија. И со тоа сме го решиле повеќе деценискиот проблем со Грција како прв чекор кон почетокот на преговорите со Европска унија и дефинитивно решение а сме станали членка на НАТО. Еве гледате сега колку е битно што сме дел од тој најмоќен воен сојуз кога има војни во регионот. Во 2018 не беше таква ситуацијата. Тогаш не знаевме колку вреди. Во контекст на јазикот имаме договор подпишано со сите земји членки на Европска унија, договорот Фронтекс на македонски јазик. Кога ќе ги видите листинзите на јазиците во Европска унија, македонски јазик стои таму. Без фусноти, без објаснување, без ништо. Ние сме го потврдиле националниот идентитет. Господине Филипче, зошто таква нервоза и критика кон слободата на медиумите и се доведувате во состојба да отворите таков фронт кон медиумите и при тоа да ги оквалификувате, да ги наплаѓате новинарите? Дали вие се сметате за дел од една таква медиумска мрежа, медиумски октопод, кој што се шират лажни вести и антиевропска пропаганда? Јас ќе ви кажам не. Еве не мора вие да ми одговорите. И затоа ви реков и пред 2 минути. Јасна дистинкција правам помеѓу тие медиуми, како вашиот, независни, со критичка мисла, со објективни новинари, со професионалци, кои што честно си работат работата, и овие други платени во медиумскиот октопод, па не окажуваме ние тоа, па видите има независни истражувачки мрежи, например Бирн, кој што ја кажува мрежата на Орбанови медиуми не само кај нас, во цел регион. Кај нас во Србија и во Унгарија. Не сме ние тие што окажуваме тоа.
Независно истражувачко новинарство, тоа го има нацртано како диаграм. При тоа, ако ги слушате тие медиуми, јас сум убиец на деца и криминалец кој што гради згради у Дубај. И ако ги слушате тие медиуми, загрозен е националниот идентитет поради политиките на Европска унија и не треба чекор напред да направиме. Што е тоа? Дискредитација и лажна кампања. Господине, Само уште две-три реченици, затоа што мислам дека е многу важна темата и граѓаните мора да се свесни. Таква мрежа на медиуми кои што е под контрола на власт со цел да им поминат политиките на изолација на државата, без да се објасни каков е тој ризик кој што тие сакаат да укажат дека постои ако се направат уставните измени и се внесат бугарите, хрватите и така натаму во уставот, не е ништо друго отколку руски интерес на Балканот и тука во земјата. Да овој регион и земја не направи чекор напред, туку биде тука како што е, за да може оваа власт да плячка без контрола. Господин Филипче, дали... Само уште една реченица. Суштината е да нема заекнување на системот, да нема европски институции, да нема европско обвинителство и контрола на трошење на парите. Ето тоа е суштината. Колку убедувањата и политиките на поранешниот лидер на партијата и премиер Зоран Заев учествуваат, партиципираат денес во креирањето на стратегиите на Социјалдемократскиот сојуз? Како мислите убедувањата? Неговите ставови, мислења, политики. Ако ме прашувате дали има влијание, нема никакво. Ниту има идеја човекот, ниту тоа го прави, ниту пак се обидел да го направи во изминатиот период. Едноставно, веќе 5 години не се занимава со политика. Зошто е перцепцијата таква каква што е? Поради лажните вести, кои што се занимаваат само со Зоран Заев, контролирани од ВМРО ДПМН. Тоа, они како да се обседнати со него. Човекот ниту се јавува во партија, ниту на мене да влијае со некакви било какви насоки како да се градат политиките. Не, јас ја водам партијата автентично. Партијата ги носи политиките во рамки на партиските структури, органи и тела, кај што партиципираат луѓе. Тимови кои што има комбинација на искуство и младост, посебно у последно време, кога се повеќе луѓе и од политичкиот живот, но и од академската заедница и од експертската од различни сфери на експертиза приоѓаат во партијата. И млад тим, посебно организиран околу антикорупцијскиот тим кој што обелоденува секојдневно финансиски и корупцијски скандали на оваа власт. Зошто како партија се доведовте до дното? Гледайте, во 2025 година изборните резултати беа нешто подобри од 24-та, што укажува на трендовите. Значи, ние имаме на многу помала излезност, поголем број на гласови за кандидати за градоначалници, околу 170.000, на помала излезност. И тоа е нешто што и нашите анкети го потврдуваат. Трендовите се веќе започнати. ВМРО ДПМН изгуби 150.000 гласови. Нашите сегашни последни анализи ни укажува дека има уште дополнителни 20 до 30 изгубено од после локалните избори, а дека нашиот тренд е во пораст и поддршката од страна на граѓаните. Иако власта сака тоа да го прикаже поинаку, дека е СДСМ партија пред колапс, какви да изрази користат тие, но зашто толку се занимаваат секојдневно со нас, ако е тоа така? Вистината е дека не е така. Дека консолидацијата која што се спроведува изминатите 2 години веќе дава сериозни и видливи резултати. Ако ВМРО ДПМН успеа да ги врати своите дисиденти, зошто СДСМ не успеа или не знае како да ги анимира довчашните своји сопартици кои денеска многу често ве критикуваат за лошите стратегии, лошата политика која водите, за тоа зошто сте довеле партијата во оваква лоша состојба? Како тоа, јас сум ја довел партијата во оваа лоша состојба. Сметате дека и јас сум многу среќен. Добро. Што имам мои сопартисти што ме критикуваат, аргументирано и издржано.
Затоа што нивните критики со големо задоволство ги слушам и ги прифаќам ако се издржани и ако навистина може да ми влијаат да го подобрам мојот перформанс. Нема да се согласам никогаш со неаргументирани критики и со мои сопартици кои што за жал комуницираат со ВМРО-ДПМН, пратени се од Белата палата да прават проблеми во партијата, да дополнително ја делат, промовираат некакви си дополнителни фрагментации Ве на наведете партијата. на кого алудирате? Не би сакал да спомнувам имиња, но такви луѓе апсолутно не се добро дојдени во партијата за сите други и тоа луѓето го знаат. И стари функционери, и сегашни, и актуелни, и поранешни, и нови млади луѓе. Најмногу сум говорил на новиот млад тим. Ама на сите други им е отворена врата. Многу често се случува да јас ретерирам од моето првичен став за време на дискусија, на пример на состанок на извршниот одбор. Никаква Господин добра, Филипче, само уште един момент. Само уште една минута. Никаква добра економска политика за стандардот на граѓаните. Кај има зголемување на платите? Одбиваат да го зголемат стандардот на граѓаните. Кај има мерки за справување со кризата? Каде се парите кои што ги ветија на пензионерите? Ги украдоа. Ги украдоа луѓето. Им дадоа 2 пати линарно зголемување и сега се парите вкупната сума намалени. Во споредба со системот кој што ние го имплементиравме. Каде се платите? За здравствени работници, за просветни работници, каде е минималната плата? Најниска во регионот. Каде е просечната плата? И колку малку луѓе земаат просечна плата во државата? Каде се мерките за студентите? Ништо не прави оваа власт. Што се случува во земјоделството? Секторот е пред колапс, не знам дали знаете. Луѓето не можат крај со крај да врзат. Така да оваа власт не заслужува. Граѓаните не заслужуваат ваква власт да ни ја води државата. По изборниот пораст на Виктор Орбан во Унгарија, се почувствува дека се ситите на власта, побаравте да биде вратен и барате да се екстрадира екс-премиерот Никола Груевски, за кој во ваше време избега или му овозможивте да замине од државата. Зарем за ваква принципиелна политика зборувате? Гледайте, Никола Груевски може би избега, ама ја ви кажам дека овие сега нема да избегаат. А дали сме се сители? Но никој не понесе одговорност за бегството на Груевски. Добро, ама Во јас ваш не мандат. можам да зборам кој требало и како треба да поднесе одговорност за Никола Груевски. Како можам јас да кажам? Еве, нека се истражи, ако некој треба да понесе одговорност, нека понесе. Како што кажувам дека секој треба да понесе одговорност за се што правил. Ама не може овој систем правосуден кој што вака го контролира премиерот, некој било кој граѓанин да очекува правда неселективна, соодветна како треба. Како може овој систем наш, кој што премиерот на телевизија кажува кои обвинители судии се добри, кои не се добри, ги нарекува медиокритети, преку своји чувства дава насоки и прави притисок на правосудните органи, прави притисок врз опозицијата. Ова се автократски манири на владење, па вие се сеќавате на тефтерчето од времето на Груевски, исте системот. Тие судии обвинители се поставуваат сега на позиции. Кој очекува во држава дека ќе има вистинска правда? Никој. А во однос на системот на Орбан, па новиот премиер унгарски најавува демонтажа на системот на Орбан. Тоа ние не го кажуваме. Не укажуваме дека тоа е систем кој што им помагаше на овие и во опозицијските години, а Петар Маџар кажува ќе ги објави сите бизнис делки на Виктор Орбан не во Унгарија само, во цел регион. На што укажувавме ние изминативите 2 години? Еден многу сериозен проблем. Стратешките интереси, стратешките сфери во земјава, оваа влада и Христијан Мицковски им ги дае на луѓе блиски на Виктор Орбан. Да ви набројам. Унгарскиот Телеком, 4IG, кој што дојде тука, да го контролира системот, да ги поврзува нивните медиуми, не за друго. На кој му потребен? 4ти мобилен оператор. Никој. Со таква широко развиена мрежа. Во собственост на пријател на Виктор Орбан. Понатаму, во стратегијата за енергетика, која што излезе во Министерството за енергетика, гасни централи и така натаму, проекти се пријавени и усвоени од влада фирми керки на фирми од Унгарија блиски на Виктор Орбан, на негови пријатели. Па кој е собственик на унгарските медиуми? Тука кај нас. Унгарци, пријатели на Виктор Орбан.
Зашто се укина приоритетот на коридорот 8 и се изгубија европски пари и се стави приоритет на коридорот 10? Не дека не е потребен, ама зашто се направи таква промена? Да се поврзе Будимпешта со кинеските пристаништа. Како се брани тоа? Сите зборуваат за дали ќе се врати или ќе пребега Никола Груевски на нова дестинација, но што стана со вашиот директор Ковачевски? Кој е Ковачевски? Ковачевски што избега од државата, екс-директорот на ЕСМ. На ЕСМ директорот. Нека го најдат, нека го вратат, нека си одговара ако нешто погрешил. Се плашите? Значи, кој изгрешил, кој го прекршил законот? Сакам да бидам многу јасен, тоа не го кажуваме прв пат. Цело време го збориме истото. Треба да одговара. Но треба да заврши. Ова што сега се случува. Се препознавате во чувствата на премиерот Мицковски кој вели дека чувствувам дека наскоро ќе има приведување. Ја не можам да Вклучувајќи дека тука ја не можам да се како велите, да се најдам во нечии чувства. Сакате да ме прашате дали се плашам? Не, апсолутно не. Мојата работа била честна секогаш и како доктор, и како владен функционер и сега. Во моето време никогаш во мојот систем и на клиниката за неврохирургија, ниту пак во министерството, немало системска корупција. На кој премиер алудира Мицковски кога вели дека ќе бидат апсени? Па прашате го Мицковски. Вие што мислите? Не, прашате го Мицковски, како јас можам да имам чувства за неговите чувства. Тоа па ич. За какво судство може да зборуваме денеска, која со секоја промена на власта се најавуваат реформи и потоа се доведуваме во ситуација во која имаме кацарска судство, судство Сваровски, па Русковска судство. Клучното прашање. Го допирате клучното прашање. Зошто? Реформата у правосудниот систем е приоритет, прва тема во делот на отворањето на поглавијата. Значи, кога една земја ги започнува преговорите со Европската Унија, прво што се реформира е правосудството. Паралелно на тоа, ние имаме и реформската агенда, која што вклучува потребни законски решенија, реформи кои што треба да се направат, да се имплементираат, и од 15 на закони, само еден е донесен во 2025 година и тоа не целосно. Направен е трик, не по препораките на оценската мисија на Европската Унија. Ако не го реформираме судството, ако тука не дојде европското обвинителство, до пред некое време водено од Лаура Ковеши, гледаме какви активности има во сите, да не одиме подалеку, земји кои што последни се вклучија во Европската Унија, во Хрватска какви процеси има благодарение на европското обвинителство. Со ваков став и пристап, како на Христијан Мицковски, идентична копија на пристапот на Никола Груевски, своји судии, своји обвинители, најави за судски процеси, заплашувања преку медиуми, јавна дискредитација на луѓе кои што работат во правосудниот систем, а има честни луѓе таму. Има честни луѓе, има добри професионалци. Еве како тие се чувствуваат кога заради индивидуални безобразлуци целата фела нема доверба. Така да само со реформа на системот, реформа на умот и пристапот на луѓето на врвот на пирамидата на власта, кои што треба да се тргнат од независната власт судска, нас може да не биде. Бевте на власт, урнавте режим како што велите во 2016 со најава, со надеж, со ветување дека ќе расчистите со криминалот. Донесовте, го укиновте законот за кривичниот, направите измени на кривичниот законник со кој застареа дел од кривичните дела. Некои беа преквалификувани. И сега вие велите за владење на правото. Добро, се согласувам, вие сваќам поентата и да ви кажам во правост. Ви кажам во правост. И тоа беше едно од најголемите грешки на таа влада, последната влада на СДСМ, што се донесе измена на кривичниот закон. И затоа од тогаш, од тој момент кога сум ја председател на партијата, апелираме владата да донесе нов кривичен закон. Ништо не се случува. А има спремен кривичен закон, кој што е работен и со Брисел и со Венецијанска комисија, по примерот на германското законодавство. Зашо владата не го носи законот? Дополнително прави дополнителни олеснувања, декриминализација на јавните набавки со последната измена у кривичниот закон. При тоа немојте да заборавите.
една работа. Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН обезбедија кворум во салата кога се гласаше измената на кривичниот закон. И тоа не се брани. Тоа не се брани. Господин Филипче, на крајот, зошто сте против укинување на пржинската влада и дали не мислите дека со барањето да остане и натаму пржинската влада, всушност испраќаме порака до нашите меѓународни партнери дека како самостојна држава немаме капацитет сами да ја водиме, да се справуваме со проблемите. Па така е, тоа е вистината. Како имаме ние сами да се справуваме капацитет кога имаме власт која што узурпира институции, го партизира судството, целосно ја партизира полицијата, има нов закон за полиција со кој што сега кога се усвои новата систематизација, ќе се укине кариерниот напредок. Знаете што ќе се случи? Партиски луѓе од улица ќе бидат ставени на раководни функции. Дополнително скратени парите кои што ги добиваат полицајците. Премиер кој што има чувства и дава насоки од собраниска говорница на суди и обвинители. Safe City систем кој што не знаеме кој и како ги чува податоците. Орбанови медиуми, 40% од медиумите кај нас кои што шират лажни вести, пропаганда и така натаму и антиевропски наратив. Па оваа власт нема капацитет да спроведе демократски избори. Па го кажавме на ОПСЕ нашите извештаи за локалните избори 25-та, делеа пари пред очи на полиција на гласачки места. Активисти на ВМРО-ДПМН. Дали денес Но вистинското прашање, зошто оваа власт инсистира да се укине пржинската влада? Тоа е вистинското прашање. Зошто ако тоа е гарант за фери демократски избори? Зашто им сметаат опозицијски представници во власта за време на спроведувањето на изборите? Тоа е вистинското прашање. Одговорот однапред го знаеме, затоа што сакаат да направат изборен фалсификат. Тоа сакаат да направат. Целосна контрола на системот. Дали денеска, како и пред неколку месеци, обстојувате на ставот дека оваа власт нема да издржи цел мандат? Затоа што нема да има пари. Кога ќе снемат пари, ќе распишат избори, а пари нема во буџетот. Економската ситуација е катастрофална. Секој ден задолжувања, барања се испраќаат до различни финансиски институции. Дефицитот во буџетот сериозно расте. Дефицитот во пензискиот фонд е огромен. Близу 50, ако веќе не надминал 50%. Не знам ни плата дали ќе има од кај да се дели до крајот на годината, а пошто ќе снема пари за партиски тендери, ќе распишат избори. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам поканата. Венко Филипче, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, гостин во ово издание на Тренинг. Македонски въпрос, както вие се изразявате, или да бъдем много по-точни и по-коректни политически, отношенията между София и Скопје са много ясни. Няма да срещнете български политик. Не говориме за интерпретации, коментатори и партийни изявления. Който е да е против започването на преговори за членство в Европейския съюз от страна на Македония. Всичко останало е тежка заблуда за македонските граждани.